Токму така, за оваа тема која што предмука најави колешката Гордана, разговараме до 9 часот, но претходно имаме ново линковско вклучување на исто така актуелна тема. Колегата Мартин Николовски го поздравуваме во второто линковско вклучување. Министерството за дигитална трансформација објави дека од 2115 дигитални услуги, сега граѓаните преку веб порталот услуги.gov.mk имаат можност да користат дури 5335 дигитални услуги. Вкупно деталите во продолжение. Мартин, добро утро. Добро утро и за вас, колеги. Токму така, Македонија дигитално се трансформира. Голем дел од документите кои што граѓаните чекаа редици на шалтери за да ги добијат, сега истите ќе може да ги добијат со само еден клик на интернет. Утрово на тема дигитализација разговараме со министерот за дигитална трансформација, господин Стефан Андоновски. Министре, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Неодамна се вративте од дигиталниот самит во Талин, Естонија. Кои се пораките што ги пренесувате од таму? Благодарам за поканата. Токму така се вративме од најголемиот европски настан за дигитализација на владени институции. Државите таму разговараат за новите процеси, за новите технологии, начинот како повеќе да им се помогне на граѓаните, а секако во фокус оваа година беше сајбер безбедноста. Сите држави од регионот, па и од цела Европа сме под еден вид хибриден напад од страна на различни ентитети, дали било тоа државни, квазидржавни или приватни, и секоја од институциите, да речеме, под некој вид на напад, и гледаме да најдеме заеднички одговор на овие инциденти и на овие сајбер напади, затоа што колку повеќе ќе користиме дигиталната инфраструктура на државите, толку повеќе таа сега ќе биде под некој вид на напад или небезбедна. Тоа е нормален процес, се случува секаде, но мораат државите да изнајдат одговори. Добро е што сме на мапата, добро е што сме поканети да присуствуваме и да се обраќаме на вакви клучни настани, затоа што и во Европа се препознава дека државата го има радикално сменето ставот кон дигитализацијата, и таа е во топ приоритетите на владата. Тоа се покажува и со формирањето на новото министерство, но и со активностите во изминатите неколку месеци. Дали сме подготвени како држава да се заштитиме од вакви сајбер напади? Па јас често повторувам, ние бевме единствена држава од регионот која што немаше свој закон за сајбер безбедност, и наша задача и примерна задача на министерството беше да формира две работни групи, едната за новата национална сајбер стратегија, а другата за донесување на првиот закон за сајбер безбедност. Тие два клучни документи ќе го исцртаат нашиот пат како да се заштитиме. Во моментот тоа зависи од поединечните институции, од нивото на спремност, од знаењата на луѓето кои што работат во тие институции, но не можеме да оставиме се на поединечните институции. Мора да воспоставиме минимални стандарди, да воспоставиме патокас за мониторирање на процесите и начин како да реагираме во случај на напади, и тоа многу посветено го правиме. Законот е во изработка, додека националната стратегија веќе е во владина процедура и очекувам до крајот на годината да биде донесена. Законот здравје почетокот на 2025 година. Да кажам дека тој закон целосно ќе биде во согласност со регулативата на Европската унија за сајбер безбедност и ќе ни даде точни одредници каде треба да се движиме наредниот период. Мислам дека за една година ќе бидеме на нивото кое што се бара од нас. Така. Неодамна вашето министерство објави дека има зголемување на дигиталните услуги од 2115 на 5535, меѓу кои барања за поседување на оружје. Со какви се услуги може да располагаат граѓаните, односно какви услуги може да користат преку овој систем? Да бидеме до крај прецизни, станува збор за број на поднесени барања на порталот во изминатите 30 дена. Јас вчера ја проверив бројката, таа е зголемена на околу 6000 сега, што значи дека граѓаните го препознаваат порталот услуги gov.mk и започнуваат да користат услуги од истиот. Инаку кога дојдовме во министерството, имавме 125 услуги достапни на порталот. За сега бројката биде околу 200 услуги на порталот. Нашиот таргет за следната година е да имаме минимум уште 100 нови услуги на порталот. Но имало една пракса последниве 4 години да од кога активен порталот услуги gov.mk да се дигитализираат услугите што најлесно се дигитализираат. Не во секој случај дека тоа се услуги кои што граѓаните најмногу ги користат. Ако прашате една мала анкета направите тука низ трговскиот центар Бисер, ќе забележите дека најкористена услуга можеби извод од матична книга на родени, венчани, потоа државјанство,
овие потврди кои што сега ги имаме, односно дозволи за оружје, а овие услуги не беа достапни на порталот. Така што нашиот примарен фокус е на овие услуги. Можам да кажам дека услугата извод од матична книга на родени веќе е достапна на порталот. Може да се добие услугата електронски или да се нарача изводот да ви стигне на домашна адреса или да го подигнете од канцеларијата во центар, но тие можности веќе стојат на располагање. Наш фокус беше Министерството за внатрешни работи, одлична соработка со Министерството и со министерот, и затоа имаме борбата против корупцијата како фокус, а тоа е преку новата апликација за оружје. Ќе ми дозволите со една минута само да објаснам. Го променя целосно процесот во МВР и тоа нас многу ни помогна да го дигитализираме. Наместо прво да плаќате 500 евра за добивање за тренинг за обука за оружје, потоа да полагате на тој тренинг, потоа да извадите лекарско, па да аплицирате и МВР да го задржи вашиот файл, вашиот случај со месеци. Сега постапката е обратна. Прво аплицирате преку порталот, МВР прави проверка дали сте подобни да имате да поседувате оружје, а потоа ја поминувате постапката на вадење лекарско уверение, тренинг, обука и полагање, така што граѓаните ќе имаат помалку трошоци, нема да ги држи некој во неизвестност со месеци дали ќе добијат или нема да добијат соодветна дозвола, и особено е ова добро за оние луѓе кои што веќе поседуваат, значи се членови на ловечки друштва и така натаму, особено добро за нив затоа што многу го забрзува процесот и се сигурни дека ако се аплицирале први на списокот, први ќе им биде одговорено дали соодветно ги исполнуваат условите. На овој начин ги намалуваме трошоците, граѓаните не чекаат во редови пред полициската станица во Гази Баба, туку лесно преку порталот ја добиваат услугата, и на ова сме фокусирани на најкористените услуги. Можам да најавам дека многу скоро ќе промовирам уште неколку квалитетни услуги со Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи и Агенцијата за катастар, така што продолжуваме да работиме во оваа насока. Министар, еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат граѓаните е што голем дел од институциите не прифаќаат документи со дигитален потпис. Како да се реши тој проблем? Па ова е апсурд кој што го наследивме, а тоа е дека граѓаните кои што вадат електронски документи се во понеповолна позиција, доаѓаат на шалтер, го носат документот кој што го извадиле електронски и печатен, и им велат ова е фотокопија, не можете да го користите. Затоа ќе имаме измени во Законот за управување со електронски документи во кој што ќе го изедначиме вредноста на еден документ кој што е изработен во хартиена форма со печат и еден документ кој што е електронски изработен, но потоа е испечатен за користење на граѓаните. Доколку сакаат институциите да проверат валидноста на тој документ, со едноставно скенирање на кодот кој што се наоѓа на дното на хартијата, ќе може да проверат дали тоа е валиден документ како што е секаде во светот, и тогаш тие сами ќе атестираат во самата архива на институцијата дека навистина тој документ е валиден. Не сакаме да произведеме нови невалидни документи, но во исто време не можеме да ги угнетуваме или дискриминираме граѓаните кои што веќе го користат порталот, ги користат електронските услуги, и тоа е прашање кое што многу често го добивам. Само малку трпение, за многу кратко време од денеска ние ќе го имаме законот во процедура и мислам дека ова многу ќе го олесни процесот на користење на документи. Господин Андоновски, ви благодарам за одвоеното време и за устувањето во Македонија наутро. Најавивме нови услуги, отварање наскоро и на нов центар за услуги. Устануваме да ги следиме активностите на Министерството за дигитална трансформација. Кристина Иване, разговаравме со министерот Стефан Андоновски од Министерството за дигитална трансформација. Мартин, благодариме за овие пренесени секако важни информации во врска со олеснување на граѓаните кога станува збор за користење на услугите.